I don't have to elaborate extensively on the cases of Tomislav Kežarovský and Zoran Božinovský. Both cases of all of you know very good. And Kežarovský and Božinovský are sad symbols and even internationally perceived sad symbols for those severe violations of freedom of information and press freedom here in Macedonia. Нема да сега многу широко да елаборирам за случаите на Томислав Kežarovský и Зоран Božinovský. За двата случаи многу добро сте информирани вие и за жал и ние во странство. Kežarovský и Božinovský се многу тажни символи за овие тешки прекршувања. And knowing that Kežarovský's appeal is due to be heard only next week on October 24th, we, as Reporters Without Borders, keep on demanding his immediate and unconditional release from his house arrest. Kežarovský did nothing more than his job. He exercised his legitimate rights, and his house arrest is, from our perspective, totally incompatible with Macedonian government, with international rights which the Macedonian government claimed to respect. И знаејќи дека случајот Kežarovský ќе се појави пред апелација на 24 октомври, и продолжуваме да бараме веднаш и без никакви услови да го отпуштат од домашен притвор, бидејќи Kežarovský не чинеше ништо повеќе околку да се врши својата работа, си ги извршуваше своите легитимни права и куќниот притвор е тотално некомпатибилен со меѓународните закони кои македонската влада тврди дека ги респектира. So there's only one possible outcome on October 24th, and it's the acceptance of Mr. Kežarovský's appeal and immediate release and drop down of any charge. If the appeal won't be accepted, we definitely will keep up the global public pressure, I promise. Значи, постои само единствен можен исход на 24 октомври. Тоа е прифаќањето на жалбата на господин Kežarovský и веднаш отпуштање од домашен притвор и да нема никакви последици за негово кривично гонење. Ако оваа жалба нема да биде прифатена, ние секако дека ќе одржиме, ќе продолжиме со глобалната јавен притисок. Тоа го ветувам. Слободата и разговорот околу слободата се разбира и солидарноста се теми на кои моравме да работиме многу поодамна. Ако работевме многу поодамна на ова, тогаш немаше да дојдеме до оваа ситуација. Како и да е, подобро доцна отколку никогаш. Ние ова е уште еден во низата настани кои ги организираме, во низата акции кои ги поведуваме и се разбира го искористивме присуството и на директорот на Репортери без граници, но секако уште повеќе и посериозен повод за тоа ни беше неодамнешниот извештај на Европската комисија за прогресот на Македонија, но исто така и пресудата против новинарите на Фокус кои се осудени со драконски казни, а исто така и ова предстојна одлука на апелациониот суд за случајот Kežarovský. Сметам дека сите овие елементи беа доволен повод ние и денеска да се сретнеме, значи не е единствен пат како излегуваме и нема да биде ни последен пат како излегуваме во јавноста. Ние на оваа средба исто така упативме две категорични барања до властите во Република Македонија, намерно на властите. Значи, се што е поседува моќ во Македонија мора веднаш да почне да работи на подобрување на состојбата, а првите два чекори се да ги ослободи сите политички затвореници во земјава, во прв ред новинарите, и исто така да сопре со јавниот прогон на активистите за човекови права, на новинарите, на притисоците врз редакциите, безусловно, без одлагање, бидејќи вака само се влошува многу сериозно ситуацијата во Република Македонија и тоа ќе има далекусечни последици за целата земја.